Денешна Македонија, како една од најголемите држави во светот, гледате поголеми сме од Палау, контролира 25.713 км квадратни. Но, дали сте се запрашале кои територии низ историјата Македонија ги контролирала? Не е битно дали одговори да или не на тоа прашање, сепак го гледаш видеово. За да го започнеме видеово, треба да се вратиме 80 години назад во историјата, поточно последниот пат кога македонската територија била променета. Тоа е на крајот од Втора светска војна, специфично 8 септември 1944. По предавањето на Бугарија во Втора светска војна, територијата на Македонија станува своја држава. И ова своја го ставам по тешки наводници поради што државата едва е постоела 2 месеци, била германски вазал, немала никаква војска и на власт биле бугари и бугарофили. Но може да се каже дека е поврзана со Македонија, затоа ќе ја ставиме на нашата мапа. Знам, ова личи многу чудно. Следно нешто што сакам да ставам на картава, може да се рече дека е контраверзно и ако не се согласуваш, слободно пиши коментар. Секако дека зборам за Вардарска бановина. Како административна единица на Кралството Југославија, ова реално нема никаква врска со Македонија. Но, ако ги забележите границите на другите бановини, ќе сватите дека дел од нив личат на денешните граници на државите. И конкретно за Македонија, јас ја сметам Вардарската бановина како почетокот на формирање на таа македонска држава. И само поради тоа ја ставам на мапата. И ако не се согласуваш со мене за ова, апсолутно те разбирам. За време на Османлиското царство, македонците кревеле многу востанија. Затоа ќе ги ставам најголем дел од нив на мапата. Рушевско востание, Разловечко востание, Кресенско востание, Карпошево востание и од помалите востанија. Има уште многу други востанија кои не ги спомнав затоа што веќе се на мапата. И сакам да спомнам дека оваа карта тука никогаш не се случила, тука е само поранешна етничка карта на македонците. Затоа не можем да ја ставам на картата. Сеја се враќаме во 1390 година да ги направиме прилепчаниве срекни. По падот на Српската империја на територијата на Македонија се формира нова држава под името Прилепско царство. Поточно државата на Крали Марко. Од ово кралство додаваме неколку територии од Албанија, како териториите околу Охридското и Преспанското езеро. Знаете како сите држави имаат своји субдивизии, како општини или било што друго? Па византиците кога го правеле тоа, мислам дека пушиле малце дрога. Зошто? Ова е карта на Византиската империја во 1045 година наша ера. Ако зумирам малце, може да видиме дека Македонија се наоѓа овде. Ова може да се каже дека е минимум 200-300 км по на истокот што треба да биде. Но, ова нема да го ставам на картата, туку ќе се фокусирам на цар Самуил. Царството на Самуил е апсолутно најголемото нешто до сега. Од Белград на север до Тесалија на југ, Албанија на запад и Украина на исток. Буквално мапава ми е премала за држава. Неколку векови пред ова, словенските племиња се населуваат во Балканот. Словенските племиња кои се населуваат на територијата на Македонија, како Берзити, Драговити, Струмјани, Смолјани, Ринхити и многу други, ги сметаме како македонски племиња. Поради ова, сите нив ќе ги ставам на мапата. Ова видео е спонзорирано од сам себе. Subscribe и лайк, ова помага многу на каналот. Исто така сме близко до 1000 subscriberi и subscribe и лайк на гейминг каналот ако сакаш гейминг контент. Пред да дојдат словените, Македонија била под римска окупација многу години. Затоа треба да се вратиме во античко време. По падот на Македонската империја, Балканот е многу нестабилен и посебно Македонија. Додека пак во исто време римјаните стануваат се посилни и посилни. И затоа кога дошле римјаните да ја напаѓаат Македонија, македонците се мачеле да преживеат. Пред да биде завземено од Рим, границите личеле вака. Што значи дека ја треба пак да си ја зголемам мапата. Затоа што цело видео одам хронолошки наназад во историјата, сега треба да ги додадеме границите на Македонија пред римско-македонските војни. Како што спомнав предходно, Македонија додека се тепала со Рим, се мачела, затоа има изгубено многу територија.
Поради ова, на нашата карта треба да додаеме делови од Тракија и исто така многумина грчки острови. Иако се вратиме уште малку хронолошки наназад, ќе стигнеме до македонската династија по распадот на Македонската империја. Што значи на нашата карта треба да ги додаеме Атинскиот и Пелопонескиот регион. Што значи дека сега е време за најголемото нешто во видеото. Но, сакам да напоменам дека од Пердика први до Александар Македонски најголем дел од териториите се преклопуваат, затоа сите ќе бидат заедно во ова едно нешто. Затоа почнуваме со Тракискиот регион. Па потоа менуваме мапа и одиме во Турција. Па се движиме на југ низ Левант и Египет. Тераме исток во Месопотамија. Ја земаш цела Персија без никаков проблем. И за на крај ги земаш Пакистан, Афганистан, Киргистан и Таџикистан. И еве го целокупниот продукт и целата мапа. Се надевам дека ви се допадна ова видео, сабскрајби, лајк ако сакаш да гледаш други видеа, еве ти.